Мерка 1. Се однесува на гостителските објекти на кои ќе им бидат покриени 30% од приходите, како просек од просечниот месечен приход за 2019 и 2020 година. Дополнително, сите регистрирани угостителски објекти ќе добијат 15.200 денари финансиска поддршка за секој вработен, заклучно со 6.4.2021 година. Мерка 2. Ке се поддржат категоризирани објекти како што се ресторани за свадба, ивент индустријата, игротеки, ноќни клубови, приватни детски одмаралишта, фитнес центри, фотографи и фотографски студија. Во овие категории спаѓаат околу 1200 компании на кои ќе им бидат покриени 30% од приходите, како просек од просечниот месечен приход за 2019 година. И за нив исто така важи поддршката од 15.200 денари по вработен, заклучно со 31.12.2020 година. Мерка 3. Категоризираните туристички агенции ќе бидат поддржани со 1,4 милиони евра. Туристичките агенции со А лиценца ќе добијат до 5.000 евра, а туристичките агенции со Б лиценца ќе добијат по 2.000 евра. Мерка 4. Финансиска поддршка од 30.750 денари ќе добијат и сите музичари, членови на Сдруженија на музичари, како и лиценцирани туристички водичи, кои во текот на 2020 година имале просечен месечен нето приход под 15.000 денари. Мерка 5. Околу 2 милиони евра се наменети за компаниите кои ја реинвестирале добивката од 2020 година. Мерката ќе им помогне на компаниите да ја зголемат ликвидноста, да ги реализираат своите инвестициски планови и да продолжат со својот развој преку субвенционирање на каматните стапки. Мерка 6. Со бескаматната кредитна линија од 1 милион евра ќе се поддржат медиумите кои емитуваат радио и телевизиска програма. Мерка 7. Во очекување на предстојната туристичка сезона и како дополнителна поддршка и помош за домашната туристичка, а со тоа и гостителска дејност, ќе се овозможат 50.000 PCR тестови за странски туристи кои престојувале во државата. Со шестиот пакет мерки, само за туристичко-угостителскиот сектор, се предвидени средства во вкупна вредност од 14,8 милиони евра. Планирана е финансиска поддршка на угостители со одредени регистрирани шифри на дејност, со која ќе бидат опфатени 6.000 компании со околу 17.000 вработени, за што се наменети 9,9 милиони евра. Дополнително, секој регистриран активен субјект од овие дејности ќе добие финансиска поддршка во износ од 15.200 денари по вработен, според бројот на ефективни работни часови со просек на 6.4.2021 година. Продолжуваме да се развиваме и да работиме сплотено, заедно со граѓаните. Среќен роденден СДСМ!